За 10 дена 120 професионални возачи и транспортери од земјава ќе добијат нови пасоши. Списокот од транспортните здруженија веќе е доставен до Министерството за внатрешни работи. Со целова категорија работници имаат предност пред другите за добивање исправи со новото уставно име. Вака денеска соопшти министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Списокот кој што го добивме од страна на здруженијата брои некаде околу 120 возачи, кои што дел од нив се во постапка на замена на патните исправи, дел од нив треба да влезат во постапка на промена на патните исправи. Значи, во моментот околу 120 луѓе, кои што ги добивме на список. Ние вчера веќе ги доставивме тие списоци до Министерството за внатрешни работи и очекувам во рок од 10 дена да бидат изработени, изготвени и предадени патните исправи на овие луѓе, на транспортерите, заради тоа што ова е многу значајно за нив, тоа е нивното работно место и тие без таа патна исправа не може да ја вршат својата дејност. Така што ова прашање сметам дека го решаваме во заедничка координација со здруженијата и со Министерството за внатрешни работи. Сонја Милошевска од Макам Транс подлече дека транспортниот сектор во земјава се соочува со недостаток на кадар, конкретно професионални возачи. Од министерот Бочварски побара зголемување на квотата за работа на странци во земјава токму во овој ресор. Значи, ние како асоциација правејќи анализа на претходната распределба за меѓународни дозволи, поднесовме веќе предлог на дел од измените за уредбата. Очекуваме да има предлози нели од самите превозници за да заедно во соработка со министерството дојдеме до идено решение за да нема проблеми како што имаше во претходнава или претходно додадат нови проблеми. Исто така ќе иницираме и ќе бараме помош од министерот за до влада да се доведе до промена на уредбата за дневниците за службени патувања на превозниците, бидејќи со оваа постоечка уредба за дневници за службени патувања се доведува до дискриминација на превозниците, бидејќи не им се признаваат директните трошоци кои што ги вршат за услугата, а тоа е нивниот превоз. Исто така ќе ја напоменаме веќе исто претходната заложба која што е за промената или барање на пролонгирање на примена на членот 14 од измените на Закон за данок за додадена вредност во поддршка со министерот да се дојде и до тој дел, бидејќи се оневозможува да се признаат некои одредени работи, поточно да се најде кој е корисник во самите измени за превозот во патен сообраќај. Исто така сакаме да се зголеми квотата за вработување на странци како професионални возачи, бидејќи таа квота која што е 5% од реално вработеното население во Македонија најчесто се искористува од градежниот сектор и многу малци има кои што ќе може да го искористат од превозниците, поточно од нашиот сектор каде што имаме голема потреба. И останати заложби кои што ќе ги напоменеме на самиот состанок за заедно во соработка со министерството да може да се спроведат во идниот период. На средбата во Струмица, министерот за транспорт и врски Бочварски заедно со транспортерите се договорија да ја отпочнат постапката за нова уредба за распределба на СЕМ дозволите. Таа треба да биде подготвена некаде најдоцна до август, односно септември, за да може да влезе во распределба кон крајот на октомври и ноември, кога се случува и се врши распределбата на дозволите за наредната година. Оваа година се доделени 1680 СЕМ дозволи и ниту една транспортна компанија, како што подлече министерот Бочварски, не останала без дозвола.